Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 11 од Евангелието според Лука. Веднаш ќе почнеме со читање на текстот, стихови 1 до 4. Еднаш беше тој на едно место и се молеше. Кога престана, еден од неговите ученици му рече: Господи, научи не да се молиме, како што ги научи Јован учениците своји. А тој им рече: Кога се молите, говорете: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, лебот наш насушен, дај ни го денес, и прости ни ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник, и не воведувај не во искушение. Овој дел од Евангелието според Лука за молитвата не учи нешта кои не може да се најдат во другите Евангелија. Знам дека стиховите кои ги прочитавме звучат познато за некој од вас и верувам дека тоа е така бидејќи тие стихови опфаќаат дел од добро познатата молитва Оче наш. Кога ги читаме Евангелијата, ќе забележиме дека Господ Исус често одеше на осамени места со цел да се моли, односно да разговара со Небесниот Татко. Ова барање на еден од учениците за Исус да им каже како да се молат е навистина важна и богоугодна желба. Дури и до ден денешен ние треба да бараме од Господ да не учи како да се молиме. Да, вистина е дека тој ни ја даде молитвата Оче наш, но некогаш имаме потреба да се молиме за други нешта и имаме потреба тој да не учи што да бараме. Често не знаеме што да кажеме во молитва и потребна ни е помош. Предпоставувам Исусовиот ученик сакаше да се моли како Исус. Интересно е тоа што во Евангелијата имаме запишано дел од Исусовите молитви, но не сите. Така што од таа гледна точка не знам дали ние денес можеме да се молиме како Господ Исус, но сепак можеме да знаеме кои се нештата кои тој ги бараше, барем во одредени околности. Најважно од се е дека тој секогаш ја бараше волјата на Небесниот Татко. Ученикот му рече на Господ Исус: научи не да се молиме како што Јован ги научи своите ученици. Ова е многу важна информација за службата на Јован Крстителот. Тој не беше човек кој само проповедаше, туку своите ученици ги учеше да се молат. Сигурен сум дека и самиот Јован бил посветен на молитва, бидејќи не верувам дека неговите ученици би ја практикувале молитвата ако самиот тој не го правел тоа. Се прашувам, дали некој ќе може искрено да го каже истото нешто за мене или за тебе? Дали другите не препознаваат како луѓе кои се молат? Сите големи Божји слуги низ историјата биле луѓе посветени на молитва. За жал, денес христијаните се помалку се молат и мислам дека тоа е една од главните слабости на денешната црква. Како одговор на ова барање на ученикот, Господ Исус ја даде онаа молитва која денес е позната како Оче наш. Лично сметам дека христијаните треба да ја кажуваат оваа молитва, но не е единствената која од нас се бара да ја изговараме. Во писмото има и други молитви кои можеме да ги повторуваме или од кои можеме да учиме како да се молиме. Да почнеме со обработка на молитвата. Првото нешто што верувам ќе го забележите е дека молитвата започнува со оддавање чест и почит на Бог. Исус ги научи учениците да го нарекуваат Бог свој татко. Со други зборови, тоа значи дека оваа молитва смеат да ја изговараат само оние кои веруваат во Бог и го имаат за свој татко преку вера во Господ Исус. Како може некој да му се обрати на Бог со Оче наш, ако таа личност живее во постојана непослушност кон Бог? Тој човек е Божјо создание, но не би рекол дека е Божјо чедо.
За оние кои не се Божји деца или ако можам да ги наречам неспасените, во писмото има друга молитва која треба да ја кажат и таа гласи: Боже, биди милостив кон мене грешникот. Односно, оној кој поради своите гревови се уште не е помирен со Бог, треба да побара простување, да се помири со Бог, да го добие тоа простување и посинување во Божјото семејство. Потоа во молитвата Исус ги учи учениците да се молат за лебот насушен, односно за храната која им е потребна во секојдневието. Тој аспект од молитвата ги покрива потребите на телото, а во следниот дел им вели да бараат простување на гревовите. Тој аспект од молитвата ги покрива духовните потреби на човекот. Интересно е тоа што Господ Исус им вели да се молат со зборовите: Прости ни ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштеваме на секој наш должник. Со други зборови, тој како да сака да каже дека немаме право да бараме простување од Бог, ако и самите ние не сме подготвени да им простиме на оние кои ни сгрешиле. А во писмото често се зборува на темата простување. Например, во послание до Ефесијаните, глава 4, стих 32, апостолот Павле не повикува да си простиме онака како што Бог ни простил во Христос. Тоа не значи дека Бог го условува простувањето на нашите гревови, но значи дека човекот кој го искусил Божјото простување неминовно ќе може да им прости на оние кои му сгрешиле. Таа сила да простиме не доаѓа од нас, туку од Бог. Се чини дека Лука ни дава скратена верзија од молитвата Оче наш. Но, во следниот дел продолжува пишувајќи за една Исусова парабола во која Господ ни објаснува колку е важна молитвата. Значи, Господ Исус не само што ги научи учениците како да се молат, туку им кажа и што можат да постигнат со своите молитви. Стихови 5 до 7. И им рече: Ако некој од вас има пријател и отиде при него на полноќ, па му каже: Пријателе, дај ми на заем 3 леба, зашто ми дојде еден пријател од пат и немам што да му принесам. И ако оној одвнатре му одговори и рече: Не ме обеспокојувај, портата е веќе затворена и децата се со мене во постела. Не можам да станам да ти дадам. Ви велам дека макар и да не стане да му даде затоа што му е пријател, сепак ќе стане заради неговата настојчивост и ќе му даде колку што му треба. И јас ви велам: молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што моли добива, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Поентата на оваа парабола е да не охрабри да бидеме упорни во нашите молитви упатени кон Бог. Некогаш проблемот е во тоа што се молиме за нешто и ако Бог веднаш не ни ја исполни молитвата, ние се откажуваме, мислејќи дека Бог не слуша или не сака да се замара со нас. Но Господ Исус вели дека Бог ги слуша нашите молитви и кога преку молитва молиме, ќе добиеме, кога бараме, ќе најдеме, кога чукаме, ќе ни се отвори. За жал, некогаш имаме погрешна слика за Бог и мислиме дека Бог воопшто не е заинтересиран за нас и нашите потреби, дека тој има многу поважни проблеми за решавање од нашите. Но таа слика ја имаме затоа што немаме доволно познавање на Светото Писмо, кое јасно не учи дека Бог сака да ги чуе, па дури и да одговори на нашите молитви. Знам дека некој од вас ќе си помисли: да, но јас го молам Бог веќе долго време за една моја конкретна потреба и тој не одговара ништо. Не би рекол дека Бог не одговара ништо. Можеби неговиот одговор е не, или пак можеби одговорот е: имам нешто друго за тебе. Но Бог никогаш не ги остава молитвите неодговорени. Во тоа можете да бидете сигурни. Знам дека ние не сакаме да прифатиме не за одговор, но мислам дека во одредени околности немаме друг избор.
Лично ќе ви кажам дека низ годините честопати се случувало Бог да ми одговори со не на некои мои барања. И од денешна перспектива знам дека тоа бил најдобриот одговор за мене. Например, кога бев млад проповедник, се молев Бог да ми отвори врата да служам во една конкретна црква која многу ми се допаѓаше. Не само тоа, туку и добар дел од старешините на црквата сакаа јас да им служам како пастор. Но, поради некои црковни политики, на крајот таа врата ми беше затворена. Ми рекоа дека не можам да служам таму, затоа што не се вклопувам целосно во нивниот стандард за пастор. Кога го слушнав тоа, со денови негодував пред Господ и се жалев за тоа што ме одбија. Од денешна перспектива ми е срам да го кажам тоа, но тоа беше мојата реакција. Откако ми помина разочарувањето, побарав од Бог да ми прости и верувам дека тој го направи тоа. Не само тоа, туку почувствував како ми вели: дете мое, тоа место не е за тебе. Имам нешто подобро за тебе. И знаете што? Тој навистина ми даде нешто подобро. Иако во моментот ми беше тешко да замислам некоја опција која би била подобра од таа што ја сакав. Така што сакам да ве охрабрам да не се разочарувате кога Бог во љубов ќе ви ја затвори вратата пред лицето. Верувајте му и ќе видите дека има нешто подобро за вас. Стихови 11 до 13. И кој меѓу вас, ако синот му побара риба, ќе му даде змија наместо риба? Или ако побара јајце, ќе му даде скорпија? Па така, значи, ако вие, кои сте лоши, умеете да им давате добри дарови на чедата своји, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што му бараат. Кои се луѓето на кои небесниот Татко им го дава Светиот Дух? Врз основа на новозаветното учење, со сигурност можам да кажам дека Светиот Дух го добиваат само оние кои веруваат во Господ Исус и го следат неговиот пат. Односно, Духот го имаат само оние кои го имаат Бог за свој татко. Исус им кажа на учениците да го бараат Светиот Дух. Според тоа што го читам во Новиот Завет, би рекол дека тие не се молеа да го имаат Светиот Дух. Не знам зошто е тоа така. Или пак, може би се молеле за тоа, но тие молитви не се запишани во Евангелијата. Но, пред да се вознесе на небото, Господ Исус им рече: примете Свет Дух. И на празникот Педесетница Светиот Дух се спушти врз нив и тие се исполнија со него. Денес секој искрен верник го има Светиот Дух во себе, за кого апостолот Павле вели дека е печатот или гаранцијата за нашето спасение. Но Павле исто така не повикува да се исполнуваме со Светиот Дух. Да бидеме исполнети со Светиот Дух значи да бидеме целосно подчинети на неговата волја и авторитет. Во следните неколку стихови читаме за изгонување на демон и каква беше реакцијата на оние кои беа скептични во однос на Господ Исус. Стихови 14 до 21. Еднаш истера тој еден демон, кој беше нем, и кога демонот излезе, немиот проговори, и народот почна да се восхитува. Тогаш некои од нив рекоа: тој ги изгонува демоните преку Велзевул, началникот на демоните. А други, испитувајќи го, му бараа знак од небото. Но тој, знаејќи ги нивните помисли, им рече: секое царство, ако е поделено само против себе, запустува, и секој дом кој е поделен сам против себе, пропаѓа. И ако сатаната се поделил сам против себе, како ќе се одржи царството негово? Зашто велите дека јас со Велзевул ги истерувам злите духови? И ако јас пак со Велзевул ги истерувам злите духови, тогаш синовите ваши со кого ги истеруваат? Затоа, тие ќе ви бидат судии. Ако јас пак со прст Божји ги изгонувам демоните, тоа значи дека до вас дошло Царството Божјо.
Кога силен, вооружен човек го чува својот двор, тогаш имотот негов е во безопасност. Ова ми е навистина тешко да го разберам. Кога Господ Исус дојде на овој свет, тој мнозина ослободи од оковите на сатаната и демоните. Наместо да се радуваат, некои од луѓето кои го гледаа негодуваа против него и тврдеа дека ги изгонува демоните со силата на Велзевул. Тоа е едно од имињата кои евреите ги користеа за сатаната. Ако имаше луѓе на кои и Господ Исус не можеше да им угоди, какви се шансите дека ние денес ќе можеме да им угодиме на другите? Одговорот е, шансите се никакви, но добро е тоа што ние не ни мораме да им угодуваме на луѓето. Наше е да му служиме на Бог, сакајќи ги луѓето и помагајќи им. А како другите ќе го толкуваат тоа наше служење, тоа не е наша одговорност. Преку овие зборови, Господ Исус им кажува на неговите критичари колку се нелогични и безсмислени нивните обвинувања. Тие тврдеа дека тој ги изгонува демоните со силата на сатаната. Каква е логиката на таа изјава? Зарем сатаната ќе се сврти против самиот себе? Зарем сатаната ќе сака да се порази самиот себе? Да ги уништи своите дела? Се разбира дека не. На оние кои имаа можност да ги гледаат неговите чуда, им беше дадена голема привилегија, но тие имаа и голема одговорност. За жал, наместо да го препознаат како Месија и да поверуваат во него, добар дел од народот ја пропушти таа можност. Во следните стихови Господ Исус дава добронамерна критика на тогашните религиозни водачи, кои постојано се обидуваа да најдат некаква вина кај него. Зборовите кои им ги кажа сигурно не беа лесни да се слушнат, но преку својот говор Исус сакаше да ги отрезни и освести оние со закоравени срца. Стих 45. Одговори некој од законниците и му рече: Учителе, кога го говориш тоа, ти и нас не навредуваш. Но тој рече: Тешко вам, законици, што ги товарате луѓето со тешки товари, што не можат да ги поднесат, а вие сами ни со еден прст не сте ги допреле тие товари. Кога беше на овој свет, преку своите зборови и дела, Господ Исус навреди многу луѓе, особено оние кои се сметаа за религиозни водачи и авторитети во тоа време. Односно, оние кои мислеа дека многу знаат за Бог, а всушност тоа не беше така. Се разбира, целта на Господ Исус не беше да ги навредува луѓето, но знаете, вистината секогаш боли. И кога тој ја зборуваше, се разбира дека оние на кои се однесуваа неговите зборови се чувствуваа навредени од тоа што го кажува. Христијаните денес се повикани да ја зборуваат и живеат вистината која им е откриена во Светото Писмо. Правејќи го тоа, тие сигурно ќе навредат некого поради своите ставови, изјави и начин на живење. Тоа е сосема во ред и треба да го очекуваме. Ние не сме повикани да му угодиме на човекот, туку на Бог. Така живееше нашиот Господ и Спасител Исус Христос, а така треба да живееме и ние. Тука ќе го завршиме денешното проучување на Евангелието според Лука. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.